Фестивалот во Богота се одржува секоја втора година и ова му беше јубилеен 10-ти пат, а Драмскиот театар со представата Домот на Бернарда Алба настапуваше последните 4 дена на фестивалот, од 13 до 16 април, со 5 представи и сите 5 поминаа незаборавно и за нас и за публиката која ги гледаше. Во првиот дел од магична сцена посветена на фестивалот во Богота, ја видовме Фани Мики, директорката на фестивалот, Джорджо Урсини, селектор кој одбра Домот на Бернарда Алба и овозможи Македонија да е по прв пат на фестивалот во Колумбија. Ги проследивме разговорите со Силвија Стојановска, директор на Драмскиот театар, со Милица Стојанова, Снежана Стамеска, Виолета Шапковска, Катерина Коцевска, Викторија Андјушева и Софија Куновска за тоа како ја доживеа Богота, за прекрасниот манастир на планината Монсерате, кој го посетивме за време на католичкиот Великден, како и музеот на Златото, најпознатиот музеј кој ги содржи делата на сите индијански племиња од тој регион и за тоа како го доживеа успехот на Домот на Бернарда Алба. Останете со нас и овој пат да ги проследите разговорите и со останатите актерки, учеснички во представата и да дознаете уште некои интересни податоци за Богота. Иако Богота е 8-милионски град, многу е лесен за ориентација и движење. Улиците кои што се движат паралелно со планината Монсерате се викаат карерас и се простираат север-југ, а ги има 130 на број. А улиците нормални на планината, кои одат запад-исток, на број се 340. Така, например, нашиот хотел Текендама Интерконтинентал се наоѓаше на 10-та карерас улица. Хотелот е сместен во близина на главната шетачка улица Карера 7-та, на која најчесто се шетавме и купувавме разни ситници кои ќе не подсетуваат на Богота. А таа улица и не водеше до Камерин дел Кармен, театарот каде на големиот постер на кој се промовираше нашата представа, Домот на Бернарда Алба, беше убава слика од Калина Наумовска. Како се чувствуваш, Кали, овде пред влезот на театарот, каде твојата слика е главна и прва? И на удар. Немам зборови. Како ти беше кога ти соопштивме дека ние всушност неколку мина излеговме првата вечер и го видовме ова, го видовме театарот и кога ти соопштивме како се чувствуваш? Не знав како да се чувствувам. Прво мислев дека ме зезате, ама кога ми покажавте на фотоапарат слика, тогаш поверував, не ми беше јасно. Јас со врски сум овде, ствари. А утре ден така го видовме сите? Па ништо, се сликавме сите заедно, па после ја сама, едно време се фатив сама себе како стојам карши и си се гледам. Не ми се веруваше, стварно не ми се веруваше. Многу бава сликата, може би поубави не ја одбрале. Имале неколку фотографии и одбрале од тоа што им се допаѓа најмногу. Да. Кажи ми за Колумбија, како е твојот впечаток, дали можеше да ја доживееш, затоа што имавте многу представи, многу проби, исто имавте. Не можев да ја доживам до тој степен до кој јас би сакала да доживам, значи по 2 пати дневно представи, не дневно, еден ден имавме 2 пати, тоа беше многу напорно. Плюс притисоков многу малтретира, пошто е нели надморска Сочина 2800 и малку ми се вртеше. Да, ми се вртеше во главата, не можев да се аклиматизирам брзо. И уште не можам. Еве и последниот ден. И инаку не знам, имам чувство како да сум, не знам, не можам да уште треба ги соберам сите впечатоци за да кажам конкретно што мислам за Богота и Колумбија како себе. Видели нешто од ноќниот живот? Видов, бевме една вечер отидовме со една наша колешка, Јелена Жугич, бевме во, како се викаше тоа хангарот, како Скопски саем, што е? Не знам, уште го немам видел. Ај, па ти гледаш, не си го видел, јас сум го видела, таму бевме, беше многу супер, им гледавме, имаше некоја колумбиска група, 4 девојчиња играа пеја, и беше многу убаво. Инаку таму се собираат театарските луѓе, значи режисери, глумци, сценаристи, драматурзи, сите кои што се гости на фестивалот. Како си задоволна од представата, како помина? Сум задоволна многу. Дадовме максимум и се виде и по овациите, и по аплаузите, и по преполната сцена. Многу сум задоволна. Првата ми се чини дека беше најдобра, по некое моје чувство. Таа ве понесе, може? Да, таа не понесе, да, и публиката како таква реагираше како мислам дека и во Скопје не реагира така како што реагира тука, бидејќи знаеш дека имаше титул. И буквално на сите места кои што очекуваш да реагираат, реагира и тоа беше прекрасно. После 2 години повторно ќе се вратиме да го доживееш Богота поубаво? Да, ама да бидеме на некој, што знам, минимум месец дена, што е ова 5 дена. Да, сигурно. Океј, фала ти.
На улиците на Богота може да се виде буквално се, па затоа Богота е град на контрасти. На само 100 метри од некои преубави модерни згради, кои најчесто се банки, се наоѓаат трошни куќи кои секој момент мислите дека ќе се распаднат. Но најчести објекти во Богота се светите храмови. Ла Канделарија е најстариот дел на Богота, а најстара и најубава е катедралата Примада, која беше отворена сите денови додека траеа великденските католички празници и која беше најпосетен објект и од страна на домашните верници, но и од туристите, претежно гости на 10-тиот поред интернационален театарски фестивал. Еве како Маја Велковиќ Пановска ја доживеа представата и убавините на Богота. Како навиен. Не зборувај така, како дојде новиот лекар, како да живна малку. Дали забележа? Аделаида не беше на спроводот. Знаев. Свршеникот не ја пушта ни на улица да стапне. Порано беше весела девојка, сега ни пелило не става. Не знаеш што е полошо, да имаш или да немаш свршеник. Исто е. За се е виновно зборувањето кое не ни дава да живееме. Аделаида дочека горчливи мигови. Се плаши од мајка. Зашто само таа ја знае приказната за потеклото на имотот на таткој. Секогаш кога доаѓа ја препутствува за тоа. Здраво, Маја, како си во Колумбија? Одлично. Добро беше прилагодувањето првите неколку дена? Па малку беше тешко, ама се прилагодивме и моравме затоа што имавме обврски големи. Но и овие убавиниве на Богота малку ни допринесоа така да се Убавините на Богота и освежим. убавините на представата. Всушност петте сестри бевте одлични и кога излегувавте и кога гумевте и кога ги добивавте аплаузите бевте супер сите. Да, и тоа допринесе, морам да признам, да. Што ти се допадна најмногу од Богота? Смарагдите, еден смарагд поготово, особено, потоа ми се допадна Монсерат. Да речеме, ми се допаѓа архитектурата во делот каде што беше театарот, каде игравме представата. И во главном се многу интересни луѓе, ми се допаѓа како се забавуваат, ми се допаѓа како играат. Мислам, Латинска Америка е нешто навистина посебно и нешто што би било убаво секој да може да го доживее. Маја, кога бевме во Монсерати, ми беше интересно да ги гледам луѓето како реагираат во однос на црквата. Дали може да направиш споредба како ние доживуваме црквата, како тие, дали има разлика? Па не знам, мислам дека нема, во главном сите луѓе влегуваат со почит и огромна љубов во црквата. Таму инаку и беше напишано дека ова место е направено од многу вера и многу љубов. Ние всушност се најдовме на право место во право време, на ден Велики петок, кога тие одат на Монсерат исто, така што мислам тоа беше ретко доживување на вистина. И беше многу убаво да се види и она што беше спроти Монсерат и ова што беше внатре, и луѓето, и црквата, и покрај тоа што е, да речеме, релативно нова градба и така натака. Убаво, многу убаво. Во Богота се наоѓаме на 2600 метри надморска висина, во Монсерати бевме, некои кажува 3100, некои 3300, но сепак се осеќаше голема разлика. Како ти климатски се аклиматизираше? Ама одлично, супер. Супер. Баш разговаравме и со Милица, дава некаква сила. Може би е поради самото место, може би е поради таа нивна вера и љубов и поради тоа посебно значение на Монсерат воопшто во Латинска Америка и за шпанците, за хиспаноамериканците да речем. Може би е поради тоа, меѓутоа немав поголеми проблеми. Најголемите проблеми беа на почетокот кога дојдовме, додека да се аклиматизираме и на денот, ноќта и на малку на надморската височина, меѓутоа поголеми проблеми не. Како глумици во Бернарда Алба ти и Сашка на крај сте полеени со вино. Дали ги имавте сите услови за после тоа се да се среди, мислам да се капите, како е овде организиран театарот? Одлично се организирани и навистина на организацијата можам само за организацијата само пофални зборови да кажам. Се беше супер и многу коректно. Аплаузот на крајот. Еве ти кажи. Аплаузот беше супер, стварно одлична представа одигравте сите 4 дена, сите 5 представи и се надам дека и во Скопје па и на некои други места сигурно ќе биде убаво да ја видат представата и македонците и надвор од Македонија. И јас се надевам.
Со Колумбија, за жал, најдовме некои заеднички особини со нашата земја, а тоа се лош здравствен систем и лошо школство. Државни училишта има малку и не можат да ги примат децата кои сакаат да се школуваат, а приватните училишта се прескапи за колумбијците, па голем е процентот на оние кои се неписмени или полуписмени. Но тоа не им смета на луѓето да се питоми и љубезни, насмеани и секогаш спремни да разговараат со туристите, без разлика на фактот што скоро никој не зборува и не разбира друг јазик освен шпанскиот, па така имавме големи проблеми при комуникација со нив. Иако во Богота има и бутици со скапа роба, сепак за туристите посебно се интересни малите шопинг центри, каде може да се најдат тезги со различна стока карактеристична за Колумбија. Сувенири, драги камења, ташни, автентични облеки, пончо, шалови, теписи и слично. Што од тоа си купи Елена Жугич Маленко и како ја доживеа Богота и представата, видете од разговорот со неа. Многу убава представа имавте, Елена. Денеска или воопшто генерално? Воопшто, многу убава представа. Бернарда Алба, јас ја гледав во Скопје, тогаш не ми остави некој голем впечаток, но овдека се заљубив и затоа и не морав да ја гледам, ја гледав стално. Да, точно, и тоа стално во прв ред сите не деконцентрираше, се шалам, нема врска. Профункционира Бернарда Алба овде. Не знам зошто. Уствари, веројатно и знам зошто. И требаше време да легне представата, ние многу малку ја одигравме во Скопје. Сепак сите оние представи кои што се спремаат за Охридско лето се со еден додатен стрес. Вон институција сме, конкретно со Бернарда Алба менувавме повеќе објекти додека го најдовме правиот објект каде ќе одиграме представата. Беше доста студено. Мислам сега не дека нешто барам причини зошто сега ти се допаѓа повеќе него тогаш, меѓутоа навистина имаше објективни причини. А овде стварно представата профункционира и морам да ти кажам дека комплетно колку сме едно 30 на жени сме во проектот, подеднакво без разлика на големината на задачата се гледа на лицата на секој од нас дека уживавме во секоја изведба, дури во на вчерашната од 8, иако ни беше втора. Вчера игравме 2 представи, нели? Така да профункционира, веројатно и текстот е поблизок до публиката, неверојатно е што салите беа на сите 5 представи полни, не знам колку другите колешки ти го кажа тоа, што и не е случајно овој фестивал. Значи, окей, една представа, окей, 2 представи полни, меѓутоа сите 5 да бидат полни, значи дека добар одек имала нашата представа пред колумбиската јавност. Првата беше маестрална и после тоа одма се прочујува во 8 милионски град, така да останатите сами по себе си тече одлично. Убаво се чувствувавте во сите 5 представи? Мене ако лично ме прашаш, физички многу тешко ги поднесов сите 5 представи, затоа што сепак овде играме на некој малце помалку од 3000 метри надморска висина. И е страшно, јас и пар колешки сме скоро на секоја пауза позади сцена на кислород, идем, има големи боци со кислород. Не е едноставно да се игра во 3 попладне, денеска и вчера имавме 2 представи во 3 попладне и не е едноставно воопшто целиот биоритам ни е сменет. Меѓутоа, нели ние сме професионалци, кога ќе се упали светлото и музиката, нема веќе дали ни е убаво или не ни е убаво, даваме се од себе, мислам дека сите дадовме се од себе. И стварно сите уживавме во онаа награда што се вика 15 минутен аплауз секој ден со браво, со овации, ни се наполни душичката. Не сакавте да ја замените од сцената кога завршуваше аплаузот? Па да ти кажам некако да, денеска приметив дека и сите повеќе подолго ни траеше поклонот, отика ајде уште малце да поуживаме, не дека скопската публика не знае да аплаудира и така како знае, меѓутоа ова некако поинако аплаудира. Сега, пошто одигравте 5 представи, всушност 6 одигравте со таа генералната проба, не знам како ќе може утре во Загреб да не ја одиграме представата. Па може да одиграме во авион, например, за пари, за една кратка верзија да изиграме. Така и се договаравме, вие играте, јас поминувам со торба да им збирам пари на сите што се. Може. Во Колумбија, посебно Богото, изобилува со вакви украси, споменици, сите од времето на, да речам, од индијанците кои што ги оставиле своите населса. Колку ти се допаѓаат и може би дали си купи нешто? Па прво нешто што направив кога дојдовме, првиот ден влеговме во музеот за злато. И текако ми се допаѓа, мислам, цела таа нивна култура е преполна со од овој тип на, не знам како да ги наречам, шамани се веројатно. Преполна со некакви приказни, со некакви богови.
Тоа на нашата култура и недостасува и нормално дека за луѓе од нашето поднебје тоа и како е атрактивно. И секако одма си купив од музеот едно, јас си го викам денсинг човече, зумирај. Не знам што е, ама мислам дека е тој тип на некои позитивни шамани. Нешто, да. Ја начекавме и олујната бура која имавме на вториот ден беше тоа, да, вториот ден од кога додовме. Што читавме на интернет, нели кога тргнавме се смеевме, читавме дека на 13 има олуја и на вистина тоа беше страшно, заедно бевме една поголема група луѓе се искупуваа чадори на ангро, реки течеа низ Богота, неверојатно, им се дивам на системот, она канализација се вика, да, каде што Јас мислев готов дека ќе се Да, меѓутоа тоа за половина час како престана олујата, водата ја снема, беа реки, буквално таксито вака пловеше по улицава, а не возеше. И толку. Една олуја, времето променливо облачно сончево. Беше интересно, ние си носевме чадори со нас, си носевме нешто за кое е поладно, нешто кое е потопло, така како зелка се Да, пресобликува. на слоеви, кратко, долго, подолго, најдолго, да. Успеа ли да си купиш некои работи? Ова приметувам дека ти е колумбиска. Да, денеска си го купив ова, пошто завршивме со работи, сега малце на шопинг, пончо, па ситници. Кафе купив. Оти нели некако одиш во Колумбија, па логично е на сите да му донесеш малку кафе. И така, некои ситници. Тука ги поздравувам и Кафе Паскалин, така што ќе им расказам се што се случуваше околу кафето во Колумбија. Кафе Паскалин, спонзор. Поздрав. Океј, Елена, фала ти многу и се надевам дека ќе се дружиме на многу патувања, дека ова представа нема тука да замре, дека сигурно дека ќе оди на некои други фестивали. Па, јас мислам дека увидовме дека навистина представата е фестивалска. Ние за жал не ја играме во драмскиот театар со некоја реална причина. Тешко е да се продава, многу е тешко на нашата публика да продадеш класика, да го продадеш Лорка и тоа вака, да речам, класично едно читање на текстот, значи без многу интервенции, без некаков модерен концепт. Меѓутоа, сега и така видовме дека представата е апсолутно фестивалска и јас се надевам дека ќе се ја чуваме и дека ова наше гостување овдека ќе повлече нога за некои понатамошни гостувања, бидејќи навистина бевме одлично примени. Со нетрпение ги чекаме критиките, дали денес или утре треба да излезат критики. Се надевам дека тоа ќе биде доколку нели полнотијата на представите е репер дека сме имале добра представа, онда очекувам дека критиките ќе бидат вау. Tu piedra que pierde dentro de mi alma conserva aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe? На улиците на Богота може да се видат најразлични превозни средства, од точаци до некои камиони што сме ги гледале само во стари филмови. Но сепак, најчесто превозно средство во Богота се такси возилата, кои не се скапи и се достапни за секој странец што ја посетува Богота. Но за наша сигурност ги користевме такси возилата кои ни ги препорачуваа од хотелот или од театарот. Времето во Богота сепак не беше толку лошо колку што очекувавме. Освен на 12 април, кога врнеа поројни дождови и кога улиците се претворија во реки, но по престанувањето на дождот, како со магично стапче, водата да исчезна, останатите денови беше пријатно време за шетање низ Богота. Нашите актерки немаа многу време да ја разгледат Богота, но затоа блескаа на сцената. Час сладко, час лутко. Пробај ги новите Чоко Стоби Флипс Dark and Chili со наизменича комбинација на чоколаден флипс и луто чили. Витаминка.
Храната, посебно овошјето, беше она во што најмногу уживавме. Пробавме најразлични колумбиски специјалитети, како ембуелто, емпанада и патакон, кои личеа на нашите јадења направени од проја и пченка. Што се однесува до овошјето, тоа беше право освежување за нашите рецептори за вкус, зашто некои од видовите на овошје за прв пат ги откривме. Гранадиџа, фејхоа, маракуџа, карамболо, лулу и гуанавана има слични вкусови на нашата калинка, дуња, киви, но беа посочни и со поизразен и поинтензивен вкус, ако воопшто вкусот на тие видови овошје може да се опише со зборови. Што од Богота успеа да види Сашка Димитровска? Проследете во разговорот што го водевме во холот на хотелот каде бевме сместени. Која е мелодија ова, Сашка? UB40. Ги сакаш? Па не баш. Онака ти текна се Да, инспирација. на детството ме потсеќа затоа што сестра ми ги сакаше. Така? Да. А знаеш да свириш клавер? Не. Ова ти беше Не знам. Ова ми беше така. Ајде. Знаеш одлично да глумиш. Ако не даш да свириш клавер. Па не знам, тоа треба другите да го кажат. Одлично. Денеска овие 5 дена колку те гледа во представата беше чиста десетка, феноменална изведба, мислам се направена онака како што треба. Добро, баш ми е драго што ти се свига на тебе и на луѓето што ја гледаа представата, што беа присутни овие 5 представи. Тоа се види и по публиката. Така да си добивме убав аплауз. Во секој случај имаше реакции многу убави од публика. На големо задоволство и се надевам дека и следната година ќе дојдеме со некоја друга представа. Улогата твоја, да кажам, од почеток до крај се разликува во темпото, така да на крај скоро и полудуваш, пред да те убијат, се разбира. Поливањето со вино, колку остава траги на тебе тоа како личност? Душевно никако, а физички да. Да, затоа што не после може- секоја представа морам да се туширам, нели? Така да... И затоа не дружеше Добро е кога додека- сакавме да излегуваме. Да. Да, и затоа најмалку можам и да ти зборувам за Богота и за ноќниот живот, затоа што навистина после оваа представа и после сцената на крај каде што се поливам со вино ми е навистина тешко да се вратам во нормала и да комуницирам со нормалниот свет. Што виде што ти остави посебен впечаток? Па бевме во музеот на златото и тоа ми остави такав впечаток голем, меѓутоа не видов јас друго ништо, бидејќи немавме време и едноставно немав желба да идам навечер да излегувам после представа, така да тоа е тоа. Сашка, кога се шеташе по улица, те застанувате и гледа во очите? Зашто мене тоа ми се случуваше многу често. Затоа што имаме плави очи, па затоа прашувам. Да. Да, и не само во очите, него луѓето се забезекнати затоа што сме високи и затоа што сме бели луѓе. И сите нели која ја гледа представата, коментариот од после од представата имаше леле колку се убави овие македонскиве глумици бели високи, па со плави очи, не знам тарара. Така да нели не вообичаено, меѓутоа супер е народов. Да, Тука баш ми баш се се пријатно. да, и многу сличен менталитет на нашиот. Така да не се нешто поразлични од нас. Убаво се Ние сме вклопивме. малце полоши додеш. Мислиш? Сигурен сум, млада си уште ќе дознаеш. Кне. Добро. Услугата во хотелот? Па супер, фино, да. Нели имаме само доручек шведска маса и секој ден јадеме јајце со пршута или јајце со печурки и тоа. А овошјето? Да. Не, знаеш зашто не го спомнав овошјето, затоа што јас во принцип не јадам воопшто овошје. Меѓутоа морам да го издвојам ананасот како онака баш топ. Ги проба сите видови на овошје? Типично колумбиски што беа? Па да, имаше едно како бомбиче, кога ќе го пробаш имаше вкус на киви. Не знам ни како се вика, поима немам. Јас ќе Може им ти кажам. знаеш. Да, знам, ќе им кажам, имаме едно делче А за баш за све тоа. знаеш, значи. Мило ми е, Сашка, се гледаме значи за 2 години Нема. со некоја нова представа, а во магична сцена се гледаме за кратко време, се надам дека нешто ново ќе... Да, сега во МНТ играм кај Владе Милчин во Ревизор, ја играм Ана Андреевна, женска главна улога, така да сега мене ме чека читање текст во авион 12 сати, учење текст, така да ама едва чекам да се вратам во Скопје. Сигурен сум дека ќе бидеш одлична и во Ревизор, како овде. Се надевам. Не можам да се навикам да живеам во овие црни ѕидови.
Колумбиците се музичка нација. Во Богота може да се најдат од најстари грамофони до многу жичани, ударни и дувачки инструменти. Колумбиците слушаат индијанска музика, па многу индијанци може да се видат по улиците на Богота како свират, а без самбата и румбата не може да се замисли ни една забава во убавите ноќни клубови и барови со кои обилува Богота. Најпозната музичка звезда во Колумбија е Шакира, но исто толку популарни се и пеачите Фонсека, Хуанес и Карлос Вивес. Шетајќи по улиците на Богота, ќе помислите дека колумбиците не се убав народ, но доколку отидете во ноќните клубови, ќе видите вајани женски тела кои еротски се нишаат во ритамот на самбата и румбата. Не случајно, Мис Колумбија во последните неколку години од изборот на Мис Универзум е меѓу 10 најубави жени во светот, а оваа година ќе ги представува роднина на Шакира и многу очекуваат од неа. Како поминавме во најубавиот ноќен клуб во Богота, Андрес Карне Дерес, и како Билјана Драгичевиќ Пројковска се снајде и во улога на суфлер во представата, ќе дознаете од разговорот што следи. Здраво и за Биби Драгичевиќ Пројковска, добро ни дојде во магична сцена. Здраво. Како си? Ау, супер. Убаво ти е во Колумбија? Преубаво. Мислам дека е едно одлично искуство, едно прекрасно патување и мислам дека е ретка можност да се биде во оваа земја, така да искуството овде што го доживеавме и поминавме е едно големо и ќе се памети секогаш. И мислам, имам голема желба повторно да се вратам. И јас исто така. Така да, не знам. Мислам, се надевам, но како што тече работите овдека, се надевам дека можеби ќе идеме и понатаму на некој друг фестивал, бидејќи овдека бевме навистина супер дочекани во секој поглед. Представите поминаа одлично, а се надевам дека и нашите колешки го кажа. Овде се одвојна улога. Да. Суфлер и глумец. Да, суфлер и глумец, по прв пат суфлирам, помагам на екипата и секако едно глумачко парче. Така да, во секој случај ми беше исто напорно како да ја играм представата. Бев цело време со колегите, тоест со колешките. Така да тоа. Како те прифатија како суфлер? Одлично. Онака баш им се допадна што сум баш јас која им помагам, да. Супер, али во секој случај тоа е и на некој начин тоа е некоја тежина, мислам, тоа што прискал кажав, исто као да играш представа. Бевме во најубавиот клуб во Богота, Андрес Карне Дерес, споминавме феноменално. Тоа беше Колумбија, се надевам дека и во емисијата што ќе ја правиш, или што ќе тече веќе, ќе има делови од таа забава. Тоа беше навистина најдоброто нешто што ни се случи во Колумбија, освен нормално театарските представи и дружењето, тоа беше Колумбија за мене, мислам. Како ги доживеа луѓето кои што беа таму? Па мислам дека по мил народ јас немам сретнато до сега. Народ кој се смее, кој се забавува, не им е важно како изгледаат, зошто изгледаат. Секој се забавува за себе. Ако им се придружиш, они те прифаќаат, ако не, мислам, не те вознемируваат, така да во секој случај супер. Бевме како мала атракција, сите сакаат да видат во крајност некако. Па да, најверојатно, мислам, можеби не им се случува често да имаат странци во дискотека, али во секој случај супер искуство. Го ги научивме нивните игри, имавме и учители. Научивме по нешто. Не, тоа го знаевме. Да, тоа го знаеме. Се правевме дека не знаеме. За да привлечеме повеќе учители. Да. Во секој случај супер. После доаѓањето во Скопје, колку ќе ти недостига колумбискиот живот? Па најверојатно ќе мислам еден период додека не почнам да работам нешто друго, како што и секогаш кога одиме на некоја турнеја, едно време се мисли доста на патот што сме го поминале, а потоа се заборава за тоа што секогаш ќе остане во супер спомен. Дали ќе ми биде тешко, па не знам дали ќе ми биде тешко толку многу затоа што сепак се враќам дома кај Дејан, кај Дарија, кај сите мои блиски што ги сакам, така да во секој случај ќе остане едно супер сеќавање, кое би сакала да се повтори. Со последната изведба на Домот на Бернарда Алба на 16 април заврши и фестивалот.
Крајот на фестивалот беше означен во паркот Боливар, каде стотици германски актери ги анимираа гостите со изведби од секаков вид, глумачки, пеачки, жонглерски и слично. Сите гости на фестивалот ноќта славевме еден успешен фестивал до раните утрински часови и сите посакувавме да се видиме пак и по 2 години, кога ќе биде 11-тото поред издание на фестивалот.